Мастер план за рушење на ВМРО ДПМН. Вака вице-премиерот Александар Николовски го опиша сценариото за кое тврди дека било креирано од поранешното раководство на СРСМ со злоупотреба на безбедносните служби. Биле дека планот имал 3 чекори. Прво, притвор на пратеници за промена на името. Второ, да се седне на обвинителна клупа за тероризам и нелегално финансирање. И трето, забрана за политичко действување на ВМРО ДПМН. Николовски тврди дека Агенцијата за национална безбедност фабрикувала лажни извештаи за раководството на партијата, представувајќи како анти-НАТО и антизападни. За мене, например, пишуваа дека сум под иранско, турско или унгарско влијание, во услови кога бев подпредседател на парламентарното собрание на Советот на Европа, соопшти Николовски. За скандалот за прислушување на политичари, обвинители, бизнисмени и новинари во периодот 2019 до 2024 година, вице-премиерот Николовски биле дека мора да има разрешница за во иднина да не се повтори злоупотреба на службите. Два пати ВМРО ДПМН паѓаше од власт од злоупотреба на службите. И 2002 година како последица на големото УВО аферата 2000 година и 2016-17 година како последица на аферата вистината за Македонија 2015-2016 година преслушуваните разговори. И ако некој, затоа што се истите луѓе, истата збирштина, истиот полусвет, мисли дека ние сме доволно наивни, глупави е да го искористам тој збор, и дека ние сега ќе оставиме работава така третпат така да не симнат од власт, недемократски, иначе секоја власт се заминува, кога народот ја одлучи, тогаш сериозно не подцениле. Прислушувањето на новинарите е особено алармантно. Николовски вели, биле следени цели редакции, но притисоци трпеа и телевизии. Цели редакции биле следени. Оваа телевизија во која што ние вечерва седиме беше под постојана истрага дали на финансиската полиција, дали на финансиското разузнавање, дали на обвинителството, дали на Министерството за внатрешни работи, делот за организиран криминал, од 2019 година до завршувањето на изборите минатата година, Алфа беше под континуирана истрага, затоа што целта беше да се затвори Алфа. На прашањето за декласификација на документите, Николовски вели дека целта на спин-мајсторите на СРСМ е да се изманипулира јавноста и наместо да се зборува за одговорност, да се зборува за приватните животи на оние кои биле прислушувани. И сега тие со кој спинотат? Свелат вака, очигледно сме живи и фатени, знае владата што сме правиле, имале индиции додека беа опозиција, се им се потврдија. Единствен начин да ние се спасиме од ова е да повторно јавноста биде претворена во реалити шоу и во војаризам. И наместо да се зборува дали премиерот бил следен и прислушуван или не бил, а бил, дали Александар бил следен или не бил, дали за него се штанцале лажни белешки до партнерски држави, служби и така натака или не, ние ќе зборуваме дали, например, по тие документи има разговор каде што Александар денеска бил нервозен и се подскарал со сопругата или со брат му или со некој пријател и така натака. Точно, и ние сега ќе дискутираме за таа работа. Инаку во скандалот со прислушувањето се тврди дека во периодот од 2019 до 2024 година, период кога владееше токму СРСМ и ДУИ, биле следени тогашниот лидер на опозицијата, а сегашен премиер Христијан Мицкоски, сегашниот вице-премиер на владата Александар Николовски, како и бизнисмени, редакции, новинари, обвинители.